вечер, како што веќе најавив, тема на вечерачната топ тема е, меѓу другото, и покачувањето на струјата. Различни се коментарите околу тоа колку и дали ќе се поскапи струјата, но меѓутоа кој се учествува во поскапувањето на струјата, едно е сигурно дека РКЕ ќе пресече во однос на ова, затоа вечерва со нас е првиот човек на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Добро вечер и благодарам што дојдовте на ова интервју. Добро вечер и ви благодарам на поканата и за можноста да ги објасниме сите детали околу начинот на формирање на цената на електрична енергија. Да, кога има поскапување сите не фаќа паника, затоа што мислиме дека кога ќе се покачи струјата, ќе се покачат и другите производи, лебот и останатото. Меѓутоа, еве и денеска, а и во деновиве објаснуваме како новинари колкаво е вашето учество во однос на цената што се одредува, односно во покачувањето на цената. И велите вие дека регулаторната комисија влие 38% наспроти останатите. Тоа значи дека, може ли да објасните што значи тоа? Што значат тие 38%? Вие можете да влијаете на одредено покачување само во овој процент, а другите покачувања ќе зависат од останатите учесници кои сами ќе си го кажат тоа без вие да им одобрите практично? Така е. Значи, од кога влезе во сила новиот закон за енергетика, пазарот за електрична енергија во Македонија се либерализираше целосно, започнувајќи од 1 јануари 2019 година. Тоа подразбира дека сите потрошувачи, вклучувајќи ги и домаќинствата, имаат право да излезат на слободниот пазар на електрична енергија, но домаќинствата како одреден вид на ранливи категории на потрошувачи и одредени мали потрошувачи имаат право да изберат и да останат на регулираниот пазар на електрична енергија, каде што цените ги определува регулаторната комисија за енергетика. Значи, регулаторната комисија за енергетика, како тело, како и во сите земји во Европската унија, ги определува пред се цените за природните монополи. Тоа се за пренос на електрична енергија и за дистрибуција на електрична енергија. Значи, определува цени за енергетски дејности, каде што не може да постои конкуренција. Нема никаде во светот да имаме два паралелни преносни системи или два дистрибутивни системи, туку тоа е еден, поради тоа што е најефикасно и најекономично за потрошувачите, и токму од тие причини се постојат регулаторни тела кои што ги определуваат овие цени. Во делот на набавката на електрична енергија во Македонија од 1 јули 2019 година постои универзален снабдувач. Предходно, во изминатиот период, постоеше пред 1 јули 2019 снабдувач на тарифни потрошувачи со електрична енергија или пак снабдувач во крајен случај, тоа беше ЕВА на Македонија АД Скопје. Со реформите кои што се случија во изминатиот период, токму овој универзален снабдувач беше избран на тендер. Да, еве, можеме да го видиме, имаме слайдови за тоа во однос на кои се регулирани предпријатија и во однос на учеството и влијанието на цените. Повелете. Значи, ние определуваме цена која што е обврзувачка за мрежните оператори. Тоа е за МЕПСО како оператор на преносниот систем, за електродистрибуција како оператор на најголемиот електродистрибутивен систем во државата, определуваме еден минорен дел на операторот на пазарот на електрична енергија за неговите услуги и како резултат на сето тоа определуваме и цена на ЕВА на Хоум на универзалниот снабдувач. Значи, ЕВА на Хоум е снабдувач кој што како и секој снабдувач кој што учествува на пазарот на електрична енергија, набавува електрична енергија, па потоа на овој трошок за набавка на електрична енергија се додава трошокот за обновливи извори, па понатака доаѓаат мрежарините и маржата. Ке дојдеме до тоа, меѓутоа она што, еве,
Цената значи на енергијата ја сочинуваат преносната тарифа на МЕПСО, дистрибутивната тарифа на Евана, електродистрибуција, маржата на снабдувачот Евана Хом и цената што ја плаќаме за обновливите извори, и тоа можеме да го видиме и од овие два графикони што се надевам режијата ќе ги покаже. Меѓутоа, кога станува збор за Евана Македонија, е холдинг на неколку компании, меѓу кои двете Евана Хом и електродистрибуција. Кога се бара зголемување на цената, колку вие како регулатори гледате колку од овие компании имаат профит или загуба? Ако се точни моите истражувања, например Евана Македонија за 2020 година и за 2019 година има вкупно 63,6 милиони евра профит или добивка. Тоа се компании чии цени на услуги целосно и во голема мера се регулирани од регулаторната комисија. Еве, во 2020 година профитот на Евана Македонија е 35% од приходите, а во 2019 година е 14% од приходите. Доколку имаат добивка? Како тогаш вие како регулатори би дозволиле покачување на цената на некој што всушност има профит? Значи, Евана Македонија е холдинг и во кој има и компании кои што вршат регулиран бизнис, тоа е електродистрибуција и Евана Хом, има и компании кои што вршат нерегулиран бизнис, тоа е Евана производство и Евана снабдување кои што врши пазарни активности на слободниот пазар на електрична енергија. За оној дел каде што регулаторната комисија за енергетика регулира и согласно податоците кои што ги добивме за 2020 година, Евана Хом како универзален снабдувач прикажува загуба од 12 милиони евра, додека електродистрибуција прикажува за дејноста дистрибуција на електрична енергија, прикажува добивка од околу 3,5-4 милиони евра. За секое регулирано предпријатие, регулаторната комисија за енергетика, а и сите регулаторни комисии за енергетика одобруваат соодветен профит, бидејќи тој бизнис мора да остварува профит, без разлика дали компанијата е во државна и во приватна сопственост, и некаде ние профитот од скупната вредност на средствата која што го обезбедуваме на компаниите е помеѓу 4,5 и 5% на годишно ниво. Тоа е ако ставите пари во банка, своите пари да ги добиете назад по 20 години. Ова е профитната маргина што ја одредувате за Евана всушност? Значи, регулаторната комисија за енергетика определува поврат на капитал, односно профит на електродистрибуција, и тој според нашите пресметки требало да биде далеку повисоко тоа што го оствариле, но тоа е тоа, нашата методологија е таква и ќе го препознае тој профит. Во однос на Евана Хом, регулаторната комисија за енергетика не определува ништо, затоа што со тендер беше определен Евана Хом да биде универзален снабдувач и неговата вкупна маржа изнесува 11,5%. Да, како го коментирате оваа профитна маргина што се направи за Евана како регулатори, дали можете нешто да направите во однос на таа Регулаторната профитна комисија маргина? за енергетика во однос на оваа профитна маргина нема никакво влијание, бидејќи таа е определена на тендер. Во минатото, додека Евана Македонија Скопје беше снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи, ова предпријатие во делот на снабдувањето со електрична енергија остваруваше далеку повисоки вредности на таа маржа, така да во апсолутни бројки во 2015 година маржата која што определила регулаторната комисија за енергетика била 42 милиона евра, или тоа како процент било 12,14%. Во 2016 било 33 милиони евра, во 2014 38 милиони евра. Сега колку е? Сега со последната одлука таа изнесува 30 милиони евра. Дали Од мислите кога се- дека е вообичаена компанија која исто така зависи од регулирани цени да има волку голема Значи, профитна тоа не маргина? е профит, туку со постоечкиот концепт маржата ги покрива сите трошоци на работењето на предпријатието. Тоа предпријатие, Евана Хом, испорачува фактури. Процентот на наплата изнесува сега, затоа што најголем дел од домаќинствата останаа на регулираниот пазар на електрична енергија, изнесува помеѓу 90 и 91%. Значи, таа маргина од 11,5%
кога ќе го одземете овој процент на наплата, се сведува на 1 до 1,5%, бидејќи тие пари предпријатието не ги добива во тековната година. Ова ве прашувам зашто вака, ако ги гледаме профитите наспроти барувањето за покачувањето, тоа е изгледа компаративно дека Значи тоа не е профитна маргина, тоа е маржа за вршење на дејност. Во изминатиот период до 2019 година, од кога почна регулаторната комисија за енергетика да определува, да ја применува маржа согласно законот за енергетика, која што е добиена на тендер. На тендерот имаше две компании и оваа маргина како најниска, таа беше оваа маржа изнесува 11,5%. Дали има законски и подзаконски акти што ја регулираат колкав е пропишаниот лимит во однос на профитот на компанијата, чија дејност е регулирана, зашто велите не можете? Во делот на снабдувањето со електрична енергија, тамо каде што регулираме, е регулирано со законот за енергетика и се наведува јасно во законот за енергетика дека владата треба да распише тендер и единствен критериум ќе биде маржата. Кој ќе понуди најниска маржа, тој ќе ја добие. Во 2018 кога беше спроведен тендерот, Евана Хоум понуди најниска маржа од 11,5%, но тоа не е профитна маржа. Значи тоа е маржа, односно пари, со кои што предпријатието треба да ги покрие своите оперативни трошоци за работа, своите трошоци за наплата, и исто така во најголем дел треба да го покрие и својот процент на не наплата. Затоа ви велам, процентот на наплата на регулираниот пазар на електрична енергија е околу 90 до 91% во зависност од периодот на годината. Значи маржата изнесува некаде 1,5%. Повторувам, во минатото, во апсолутна бројка, кога не постоеше овој тип на профитна маржа, туку се признава и оперативни трошоци, и амортизација, и одредени други трошоци, апсолутната вредност во 2015 изнесувала 42 милиони евра. Само да прашам, колку понуди има на тендерот на кој Евана купува? На кој што е тендерот, на кој што е избран Евана Хоум или на тендерот кај што набавува електрична енергија, согласно законот за енергетика, ЕЛЕМ, односно ЕСАМ, има обврска во 2020 година да понуди 75%, а во 2021 да понуди 70%. Минимум да понуди. Што не значи дека тие ќе бидат откупени количини на електрична енергија, доколку неговата цена е најниска. Не е најниска. Така да, покрај тоа што нуди ЕЛЕМ, во зависност, бидејќи Евана Хоум прави годишна набавка, прави квартална набавка, па понатака прави на месечно ниво набавка, вообичаено е на овој тендер, покрај ЕСАМ, кој што е обврзан да се пријави на овој тендер, да се пријавуваат од 5 до 10 трговци или снабдувачи со електрична енергија, значи имаме целосно конкурентен процес. Ова го прашувам заради, еве и самите кажавте, не е така едноставно да се покачи струјата. Од питата ќе видиме дека еве вие влијаете 38%, не влијаете на 62%, меѓутоа колку е тоа во пари 38%? Значи тоа во вкупниот приход, некаде ако изнесува Евана Хоум приходот на годишно ниво кој што на крај ние треба да го определиме во цената, околу 320-30 милиони евра, тоа ќе изнесува значи околу 120-30 милиони евра. Но набавката на електрична енергија, кој што е најголем дел и кој што тоа што го прави набавката ја прави, изнесува 42,43%. Понатака имаме еден дел кој што е трошок за обновливи извори на енергија. Да, имаме и таа табела, ве молам да ја покажете. Извинете, 7,3% се тие. 7,3%. Тоа е сите производители на електрична енергија од обновливи извори кои што користат повластена тарифа, имаат обврска да ја откупат
снабдувачите со електрична енергија во државата да ја откупат оваа електрична енергија и таа во зависност од нивното пазарно учество се распределува на секој соодветно. Значи тука имаме ветерни електрани, фотоволтаици, мали хидроелектрани, биогасни централи кои што користат биомаса, централи кои што користат чиста биомаса и сето тоа, целиот тој трошок кој што се јавува, влегува во цената на електричната енергија. Само како параметар да кажам тоа колку изнесува, во 2020 цената која што ја нудеше ЕЛЕМ на овие тендери и во 2020 не е направен увоз за ниту еден киловат час, е 38,8 евра за киловат час. Овие повластени производители на електрична енергија, кои што ги плаќаме сите, без разлика дали сме на регулиран или на слободен пазар, оваа цена изнесува околу 106 евра за мегават час. Значи 3 пати повеќе е поскапа оваа цена на повластени производители отколку е таа цена што има ЕЛЕМ. Понатака исто така не можеме да влијаеме на маржата, која што, како што кажав и пред малку, е веќе определена на тендер. И значи тоа е утврдено со посебен договор кој што го потпиша владата со универзалниот снабдувач и понатака имаме одредени помали трошоци како што е балансирање, но кои што треба да се признаат во крајната цена. Значи едноставно одреден производ се купува и тој производ за да помине низ мрежата треба да се додадат трошоците за мрежата. На набавната цена регулаторната комисија за енергетика не може да влие, бидејќи таа се определува на тендер. Кој ќе понуди најниска цена, тој го добива тој тендер. Во изминатиот период, тоа особено треба да го кажеме, е дека цената на ЕЛЕМ до 2018 година беше регулирана и одобрувана од регулаторната комисија за енергетика. И врвот на висина на оваа цена се постигна во 2017 година, кога оваа цена, кога определуваше регулаторната комисија за енергетика, изнесуваше околу 42 евра за мегават час. Понатака, во 2018, последен пат кога определивме, во споредба со 2017 беше намалена оваа цена, а во 2019 ЕЛЕМ со цел да не предизвикува ценовни шокови, својата цена си ја намали на 34,5 евра за мегават час. Во 2020, кога ја определивме цената и кога покачивме 7,4% ја зголемивме цената на електричната енергија, ЕЛЕМ својата набавна цена по која што одеше на тендерите, како просек изнесува 36,5 евра за мегават час. Значи споредено со 2017 година, оваа цена е нешто пониска отколку таа која што била во 2017 година. Цената на струјата е многу битна за граѓаните, а од друга страна, еве и денеска директорот на ЕЛЕМ кажа дека тоа покачување би било минимално. Можете ли да ни кажете во бројка што би значило тоа покачување и колку во процент би било тоа минимално покачување? Додека определува регулаторната комисија за енергетика цени, регулаторната комисија за енергетика кажува колку ќе бидат цените, другите директори на ЕСМ, на МЕПСО, на електродистрибуција, на било кој, може само да си предвидуваат каква ќе била крајната одлука на регулаторната комисија за енергетика. Се сложувате ли со него дека ќе биде минимална доколку понуди минимална цена на тендерот? Ние не можеме да му кажеме на ЕСМ колкава цена да понуди или на МЕПСО колкава цена да побара, или на електродистрибуција. Значи сите тие компании, освен ЕСМ, значи МЕПСО и електродистрибуција си поднесуваат барање до регулаторната комисија за енергетика и ние тоа го разгледуваме и ќе кажеме колку ќе биде нивниот дел каде што влијаеме. На другиот дел каде што не влијаеме, сите овие компании треба да си водат сметка колкава цена ќе понудат на тендерот на Евана Холм. Ние немаме одговорност врз овие компании во однос на
цената. Ако зборуваме пак за тоа каква ситуација имаме 2021, особено со искористувањето на капацитетите и производството на струјата, вие самите кажавте дека не се купувало струја, туку се користеле домашни капацитети. Ние пред минатиот месец снимивме како сите вештачки езера се целосно исцрпени заради производство на струја од домашните државни производни капацитети, која паѓа во континуитет. Например, ЕСМ или поранешно ЕЛЕМ лани заврши со загуба во работењето, тоа се податоци кои се јавни, и тоа води кон заклучок дека на тендерите на кои ќе нуди струја на Хом ќе понуди повисоки цени. Работат со загуба, мора некако да компензират. И ако велат, ние раководството не е криво за загубите, меѓутоа факт е дека имаат загуби. Како ова го објаснувате, затоа што дефинитивно ќе влијае на цената? Значи, во 2020 немаше увоз на електрична енергија, инаку и факт е дека 2020 беше исклучително лоша хидролошка година и очекувањата се дека во 2021 таа ситуација ќе се одобри. Но да се трнеме малце на страна од овие, да влеземе малце во анализа на предходните 20 на години, да, што се случувало. Видите, овој пат беше алармантно искористување на хидросистемот, само да ви кажам, во 2000 поддршка на рек Битола, не е примарен извор. Значи, ние треба да имаме базна енергија и таа базна енергија, таа е основна, која е стабилна, која што го држува стабилен целиот систем и тие даваат термоелектраните и тоа е факт. Сега, само за да покажеме јавноста да знае што се правело во ЕЛЕМ во последниве 20 на години. Цената на ЕЛЕМ во 2006 година изнесува 1,3 денари за киловат час. 1,3 денари за киловат час. Ние ја затвараме 2017 со 2,52 денари за киловат час. Производството во 2006 е 6 милиарди и 300 гигават часови. Во 2017 производството на електрична енергија од ЕЛЕМ е 4080 гигават часови. Цената од 1,3 е порасната на 2,52, очекувано е да се зголеми и производството. Да, меѓутоа ние имаме обратен процес. Тоа ни се случило, за жал. Значи, во енергетиката не можеме да ги политизираме работите. Не, тука се бројки и се гледаат точните загуби и и ова сега да ги расчистиме овие факти. Некаде од 2008 кога регулаторната комисија за енергетика за прв пат определува цена на тогашното ЕЛЕМ, на денешното ЕСМ. Признаени во цените како инвестиции се околу 700 милиони евра. Граѓаните преку цената на ЕЛЕМ овие инвестиции веќе си ги платиле. Трошоци во рудници сме имале година една фантастична да изнесуваат на годишно ниво 120 милиони евра. Граѓаните и тие трошоци во рудниците си ги платиле. Како биле водени овие компании? А сега мислите дека е добро водена оваа компанија која исто така има загуби? Чим производството е паднато на овоа ниво како што е денес, сите треба да водиме сметка. Во енергетиката работите не се случуваат ни за една, ни за две, ни за три, ни за 5 години. Да, вие сте 15 години таму во подолг период. Да, вие сте во регулаторната 15 години од 2004 и ги кажувам состојбите какви се. Меѓутоа и сега не се добри, сега може да споредите дека и годинава, особено годинава не се добри. Дека во и преминатата година 2020 година производството на електрична енергија е исто. Како е ниско, како што било ниско и во 2015, и во 16, и во 17. Значи, тогаш ние како држава треба да си расчистиме една работа. Инвестициите во енергетскиот сектор не може да се случат преку ноќ. Треба сите како општество, како јавност да се договориме дека инвестиции во енергетскиот сектор се битни за да ни ја одржи стабилна нашата економија. Ако се вратите и наназад,
Македонија кога станувала независна, станала независна затоа што рбетот на државата биле термоелектраните во Битола. Тој ресурс кој што го имавме во Битола, кој што ги имавме во Осломи и кој што е направен при 40 на години, го потрошивме. Дали се можело подобро да се инвестира? Тоа ми е прашањето. Дали можело да се инвестира? Дали рационално раководи и со ресурсите на јаглен и со водата? Ресурсите на јаглен бидејќи со водата се види дека не е добро, затоа што ќе направише природна еколошка катастрофа и направи во одредена мера. Значи во делот на водата секоја компанија која што правува хидроелектрана мала голема, знаат тие што имаат мали хидроелектрани, дека кога го потпишуваат договорот за концесија, за да користат таа вода, имаат одредени минимуми до каде што може да одат. Мислам дека и тука е дискутабилен тој минимум и правилникот што треба да се смени. Претпоставувам го има и елем, го има и елем тој минимум и дека тој минимум претпоставувам дека го почитувале. Доколку не го почитувале, си има соодветни институции во државата кои што требале да реагираат. Но во делот на хидрологијата ние сме земја која што зависи од каква ќе биде една година, дали ќе биде влажна или сушна. Кај нас пред 3-4 години во регионот се случуваше во една земја како што е Албанија, каде што 99% од нивното домашно производство е од хидроенергија во период на екстремно влажна година и топење на снегови, за да не доаѓа до поплави, електричната енергија не ја продаваше за пари. Даваше пари трговците и снабдувачите со електрична енергија да им ја купат со цел да не дојдат до поголеми поплави, со тоа да настанат сериозни штети. Зошто ЕСМ не предвидило порационално раководење со ресурсите јагленот. Од друга страна, зошто по секоја цена се одеше кон сопствено производство на електрична енергија кога ние немаме ниту доволно јаглен во рек Битола, ниту хидролошкиот систем беше поволен за тоа. Зошто не е направен план за откуп на електрична енергија? Зошто по секоја цена мораше да се оди кон една ваква метода на исцрпување на сите ресурси до максимум? Значи, вие имавте ли апели за такво нешто, да се спаси и природата и ресурсите да се? Значи природата е спасена и тоа не може да се наштети на природата, бидејќи тие се вештачки езера и тие се направени. Добре, имам друга теза, тогаш беше мрестење на рибите и имаше дискутија. Не, и во ред и тие таму што ги мрестат рибите се земаат концесии од државата. Дали имаше апели до вас за реакција заради ваквото однесување на ЕСМ? Регулаторната комисија за енергетика немало апели, регулаторната комисија за енергетика не ги води оперативно овие компании за да би можеле да се превземат мерки. Како стручњак што мислите околу ваквите искористувања? Како стручњак ја мислам дека треба пред се нашите хидрологијата во нашите езера да ја водиме во рамките на тоа што е пропишано со закон. Значи има биолошки минимум под кој што не смее да паднат ниту нашите вештачки езера, па ниту пак одредени мали хидроелектрани во однос на водотеците на реките кои што ги користат за производство на електрична енергија. Дали мислите дека може до прашање да беа доведени до безбедносната работа на системот и одржување на стандардното ниво на фреквенцијата на неопходна која е неопходна за работа? Во тој период, според моите информации, најдобро ќе биде тоа да прашате во МЕПСО, нашиот систем стабилно функционираше и беа исполнети сите критериуми за стабилно и квалитетна испорака на електрична енергија. Тоа се подразбира и квалитетна фреквенција и квалитетна напон. Инаку во овој дел, после многу години и ветувања дека во овој пазарот на балансна енергија ќе се имплементира, тој се имплементираше и главен давател на оваа услуга е токму Елем. Елем има одредени периоди во годината, особено кога е сушна, да не може тоа во целост да го обезбеди, но во ниту еден момент нашиот преносен систем оператор не бил доведен во опасност да дојде до распаѓање на или до проблеми во системот. Не знам тоа кој имаше се случува 2008. Дали вие како прв човек на РК како го оценувате работењето на менаџментот на ЕСМ во смисла на тоа дали таа компанија рационално оперира, пак ќе речем, со ресурсите на јаглен? Например, ова од аспект на тоа што работата на ЕСМ има влијание врз бизнисите што вие ги регулирате. Така е, значи Електрани на Северна Македонија е компанија која што е во сопственост на владата,
и тој менеджмент одговара пред владата. До оној момент кога регулаторната комисија за енергетика определуваше цени на елем и како што ви кажав и претходно имаше намалување на нивното производство и во 2017 и во 2016, регулаторната комисија за енергетика во своите одлуки му наложуваше на елем да произведе далеку повеќе од тоа што планирал, бидејќи и нашите трошоци ги планиравме за тоа производство. Така да треба малце за елем посериозно да се разговара и да се договориме сите како јавност во државата дека на елем му се нужни промени во однос на начинот на производство на електрична енергија. Ние навлегуваме сега во период на енергетска транзиција. Очигледно е дека во регионот се повеќе и повеќе ќе почнат да се затвараат термоелектрани. Добро, тоа е интенција од Европска Ние го имаме тој унија. ресурс јаглен Така. и тој ресурс треба да го користиме додека можеме да го користиме, но треба да размислуваме понатака овие термоелектрани кои што служат за производство на базна енергија, која што е основна за да се држи стабилен целиот систем, да почнуваат да го користат природниот газ како ресурс. Дали имате информации дека минатото лето ЕСМ продавало струја произведена од хидроцентралите по просечна цена од околу 45 евра за мегават час, а потоа во ноември е купувана струја по цени повисоки од 50 евра за мегават час? Јас имам информација и дека во 2019 продаваше вишоци на електрична енергија и оствари приходи од 21 милиони евра. Имам информација дека и во 2018 тоа го направи, а точно е дека и минатата година продаваше вишоци на електрична енергија во износ од 5 милиони евра или 6, не знам са колку е тоа. Не се сеќавам на точната бројка. И поентата е на тие вишоци кои што ги продава елем, откога ќе ги задоволи своите обврски кој универзалниот снабдувач, доколку има вишок на електрична енергија, да го продаде на слободниот пазар. И кај нас во принцип елем тоа го продава на пазарот на голем. Да, цената не е гарантирана таму. Според мене, јас сметам дека елем треба да стане многу поактивен на пазарот на мало. Бидејќи на пазарот на мало цените се далеку повисоки отколку на пазарот на голем. И конкретно ние имаме во Македонија се активни 9 снабдувачи со електрична енергија. Верувам дека има доволно простор и за елем преку својата компанија за снабдување Елем Трейд да биде активен и на овој пазар на мало. Така да и профитната маргина, значи профитната од произведената електрична енергија до продажната на пазарот на мало, драстично ќе се зголеми на елем во однос на тоа што го продава на пазарот на голем. Да, ова се нелогичности за мене. Јас не сум експерт за електрична енергија, ми личи нелогично ваквата стратегија. Ми личи дека нема стратегија во однос на купувањето и продавањето на струја. Нема годишен план, нема долгорочно размислување. Доаѓаме до кризи, како што дојавме пред некој месец. Тие како да воопшто немаа стратегија Трейд нивната компанија како всушност ќе тргува со струја и како ќе набавува, туку го доведе во опасност, пак ќе речем според мене, системот и адекватноста на системот од аспект на снемување вода за производство на балансирана енергија. Ете сега кога ќе ги анализирате купувањата и продажбите, многу често се случува не на овие државни предпријатија, и на овие што се приватни компании кои што се активни на пазарот на слободниот пазар на електрична енергија, да се случуваат драстични промени. Елем најверојатно ги продал тие вишоци по таа и таа цена, по 42,5-46-7 евра, колку беше вишокот, а во одреден период, тоа ми се чини беше во ноември или во декември, минимални количини и минимални трошоци имаше, каде што Елем направи дополнителни набавки на електрична енергија од увоз. Исто така, имаше една голема нелогичност во јануари 2017 година, кога државната компанија Мепсо набави електрична енергија за покривање на своите загуби на електрична енергија од околу 44-45 евра за мегават час, а другава поголемава државна компанија Елем во јануари набавуваше по просечна цена од околу 96-97 евра за мегават час,
Така да тие нелогичности се случуваат. Значи имаме во 2017 сме имале две државни компании. Еднава која што планирала набавила по 43-44 евра, а другава која што не планирала набавила по 90 евра. И па тоа ми е поентата и на размислувањето дека не може да нема логика вака да се работи. И дека тој начин на работа треба веќе да престане и максимално што треба да го прави ЕЛЕМ, бидејќи веќе не е регулирано од страна на регулаторната комисија за енергетика, да си го планира своето портфолио на продажба. Во ред ЕЛЕМ особено треба да си го планира своето производство, кое што треба да е стабилно и доколку има потреба да донабави електрична енергија за да си го подобри своето портфолио и за да даде многу подобра понуда на пазарот на електрична енергија, тоа треба да го прави. Ние треба да се трнеме малце од тие рамки како се води една компанија. ЕЛЕМ е компанија како што си и други компании, како што е ХЕП во Хрватска, како што е Електропривреда Србија во Србија, како што е тука ППС имам и во прашање, Грција. извинете за МЕПСО, меѓутоа дали оваа методологија што вие пременувате за регулирање на трошоците и утврдување на тарифите има и компонента која вреднува и мери ефикасноста на компанијата? Значи, ова е во таа насока што го зборуваме. Регулаторната комисија за енергетика во делот на преносот и дистрибуцијата на електрична енергија применува методологија која што е базирана на економската наука и е концепт на максимален регулиран приход. И тој концепт, значи тој е економски концепт каде што ние не можеме да излеземе од неки пред од научни рамки. Тоа е тоа. Науката во економијата е отидена до тамо и апсолутно ние ја мериме ефикасноста на предпријатијата. Така да трошоци кои што се поврзани со дејности кои што немаат врска со енергетиката, апсолутно не се земаат во предвид. Да, зборуваме за загуби. Ако збориме за загуби и во МЕПСО, електродистрибуција, дистрибутер има лиценца исто така. Профитот лани бил 4,55 милиони евра, 3% од приходите на друштвото. МЕПСО е носител на оваа преносна тарифа од 2000 година. А годината ја завршува со загуба од речиси 7 милиони евра. Како може две компании кои имаат регулирани дејности, пренос и дистрибуција да имаат така различни финансиски резултати? Значи, регулаторната комисија за енергетика определува еден краен лимит доколку може да одат трошоците на компаниите. Една компанија, ако не се држи до тој лимит и ги надмине тие трошоци кои што ги определила регулаторната комисија за енергетика, сосема е јасно дека ќе заврши со загуби. Значи, компаниите треба да го следат тоа што го определила регулаторната комисија за енергетика. Доколку отиде над тоа, како што кажував и минатата година и сега кажувам, тие трошоци нема да му бидат признаени на предпријатието. И минатата година не беа признаени тие трошоци, нема да бидат ни сега, нема да бидат ни никогаш понатака, бидејќи економски, по економската наука, тој начин на регулирање на цени така го утврдил. Ние ги тераме компаниите да бидат ефикасни и колку што е можно повеќе да се ги намалуваат своите трошоци. Јас ги прочитав загубите кратко само пред рекламите во врска со обновливите извори, затоа што ги кажавте и цените и се. Дали лично вие како експерт сметате дека има придобивка од овој електроенергетски систем во ГРА и колкава е таа добивка? Дали во пари може да се каже, значи, дали воопшто имаме добивка, ги кажавме инвестициите? Значи, во обновливи извори на енергија ќе биде тренд кој што се повеќе ќе се зголемува и ние ќе инвестираме во државата, ќе се инвестира пред приватни инвеститори. Имајќи во предвид, особено во делот на фотоволтаиците, бидејќи таа технологијата на производство на фотоволтаици напредна многу, според оние сознанија ние кои што ги имаме, некаде една инвестиција во фотоволтаик се враќа за период од 7 години за ветерни електрани, доколку се поддржани со повластена тарифа за 6 до 7 години, а додека и за останатите тука за малите хидроцентрали имате ли пресметка? За малите хидроелектрани во зависност од локацијата и во зависност од хидрологијата, некаде од 7 до 9 години, што и текако е добра профитна ставка. Тоа е, значи, во банка ако ставите пари,
100 денара и да ви се вратат за 7 години или од 7 до 9 години е добра инвестиција. Ние сега во банка ако ставиме пари, ќе ни се вратат за 100 години со овие камати што ги имаат банките. Значи и поентата е да се инвестира. Благодарам. Пауза за реклами и потоа ќе продолжиме со она што се случува на пазарот со мазотот, уште една актуелна тема, меѓутоа екстра лесното гориво и контролата за набавките, како е можно мазот да се претвори во опасно масло и да стигне во земјава. Но за се тоа по рекламите. Што се гори во Македонија и кој се замижува на тоа? Господине Бислимовски, деновиве некако сите ја отфрлаат одговорноста во однос на контролата на увезениот мазот или она што влегло во Македонија. Се покажа уште во 2020 година во февруари дека тоа не било мазот, туку било опасно масло. Во последната емисија исто така видовме дека дури РКМ, иако покажало дека има складиште каде што ќе го складира, тоа било само на хартија. Чија е контролата на прво влезот на таков еден енергенс во државата и кој се е одговорен во однос на ова прашање? Многу личи лаичко, меѓутоа затоа што сите си отфрлаат одговорноста, морам да прашам. Апсолутно сега сакам да објаснам начинот на кој што функционира пазарот со нафтени деривати во државата и кој каква надлежност има пропишана со закон. При тоа, ние како регулаторна комисија за енергетика не се плашиме и да превземеме одредени ингеренции дополнителни, но за тоа ќе треба да се промени законот за енергетика. Значи, за да се тргува на внатрешниот пазар со нафта и нафтени деривати во Македонија, потребно е да се поседува лиценца. Било каква трансакција надвор од овоа е незаконска и впрочем тоа е пропишано и во законот за енергетика, доколку некој тргува на внатрешниот пазар со нафта и нафтени деривати без лиценца, за тоа следува казна. Регулаторната комисија за енергетика во моментот кога се носеше законот за енергетика беше институција која што пред се беше позната во јавноста дека определува цени за нафтените деривати согласно анексот Д од методологијата, односно од купо-продажниот договор за ОКТА. И од предходно, веќе е воочено и од 2000, мојот предходник и предходно, дека има проблеми во начинот на функционирањето на пазарот со нафта и нафтени деривати. Тоа што ние го направивме во изминативе 3 години, прво донесовме нов правилник за лиценци, со кој што и текако ги заостривме условите за издавање на лиценца за трговија со нафта и нафтени деривати. Како параметар, само да ви кажам, дека до 2017-18, ако били издадени 60 на лиценци, 70, во последниве 3 години се издадени само 7 лиценци. Кога се носеше законот за енергетика и после тоа, регулаторната комисија за енергетика пред се бара да има поголеми ингеренции врз компаниите, да прави по-засилен мониторинг, но и да може да казнува посериозно. И за жал во постоечкиот закон за енергетика тоа го немаме, затоа што објаснето ни е тоа е дека е уставна норма, регулаторна комисија за енергетика не може да казнува и да изречува сериозни казни и нашите казни, сега не ја знам, ако некој не почитува нешто, е не знам, од 2 до 10.000 евра во зависност од прекршокот и тоа е тоа. Тоа значи дека ако некој, како што во случајов, лажно прикажал документација за да добие лиценца, ќе биде казнет од ваша страна и можете да му извршите контрола и ќе му биде одземена лиценцата? Пред да издадеме лиценца, си има правилник за издавање на лиценци. И во тој правилник ги имаме апсолутно зголемено критериумите за начинот на издавање на лиценца. Ние конкретно нешто што бараме, прво бараме од тој трговец, уште пред да добие лиценцата, да има склучено договор со акредитирана лабораторија за проверка на квалитетот. Ние го гледаме овој проблем, дека постои, дека се случува и други трговци
своите складови да не ги користат за да се складираат нивните нафтени деривати со кои што тргуваат во Им државата. правите ли контрола? Им сте им направиле ли контрола? Значи ние и да направиме контрола немаме механизам што да измериме. Ние Не можете немаме внатре да земете примероци и да видите што има во складот. Согласно законот за енергетика, ние немаме инспекцијски надзор. Инспекцијски надзор има државна пазарна инспекција и државна техничка инспекција. Еве во случајов што ние го Конкретно наведовме. ние го кажавме, значи си има и друг правилник со кој што и тој се нарекува, тој е правилник за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви. Секој трговец со нафта и нафтени деривати мора да чува во своите складови 5-дневни резерви споредено со потрошувачката во претходната година. Меѓутоа ние Тоа откривме е дека не се правилник. чувале воопшто резерви од тој добавувач. Значи тие треба да излезе соодветна институција да го провери тоа е Државниот пазарен инспекторат и да одземе таа лиценца. Ние, регулаторна комисија за енергетика, нејасно претходно, врз основа на такви извештаи во 2015-16 има одземано лиценци. Можете ли сега Нека да ја се одземете лиценцата ако утврдите дека со оглед на изјавата што имаше во емисијата, дека само про форма се потпишани Нека ни документите? даде, ние немаме инспекцијски надзор, соодветно инспекцијско тело. Нека даде известување до регулаторна комисија за енергетика дека не е почитуван правилникот за квалитет. Овој правилник за оперативни резерви, ние веднаш ќе пристапиме кон одземање на лиценцата. Ние немаме проблем со тоа, ние сме одземале лиценци и ден денес одземаме лиценци доколку не се исполнуваат критериумите кои што се пропишани со закон. А вие За ќе жал. визуелно да ги видите само Ама ние можеме само складиштата. визуелно да ги видиме и ние и да земеме и да ги мериме и да најдеме соодветно тело да ги измери независно од се. Тоа не е валиден доказ пред регулаторната комисија за енергетика. Значи, ние постојано сме проактивни. Ние и за некои други внатрешни трансакции на пазарот со нафта и нафтени деривати, кои што се случувале помеѓу одредена компанија која што нема никаква лиценца за производство на мазут, а правела трансакции, веднаш кој што по нашиот систем за мониторинг на пазарот, кој што го воочил тоа, веднаш сме го информирале Државниот пазарен инспекторат за една компанија во 2018, за друга во 2020. Значи ние сме проактивни. Меѓутоа еве сега се случи вообичаено имаме и правиме план од минатата година го воведовме за контрола на компаниите кои што им издаваме лиценци. Како е можно, само извинете, во интерес на времето, да влезе мазут од компанија која што нема лиценца? Царината вели тоа е работа на регулаторна комисија. Регулаторна комисија за Дали е можно да влезе мазот, а се покаже дека е масло, и потоа да биде продавано, картиците покажа каде е продавано, да влезе на царина такво нешто? Некој без Дали лиценца може тоа сега да го јас прави? и вие да формираме компанија и довеземе мазута, нема лиценца? Јас мислам дека не може, меѓутоа Не, може, очигледно дека може, ама регулаторната комисија за енергетика како да знае за тоа доколку таа компанија нема лиценца пред регулаторната комисија за енергетика? кој треба да дозволи или да не дозволи да влезе? Цел Тоа овој е. проблем и очигледно недостаток во функционирање на системот се решава многу едноставно. Значи, секоја компанија која што има лиценца за трговија треба да има склад. Тој склад треба да исполнува одредени критериуми кои што се пропишани со нашиот правилник за лиценци и одредени дозволи. И без тие дозволи да ги има, ние не издаваме лиценца. Имало компании кои што не исполнувале, не сме издали, сега се влечеме по судови. Но како и да е, за да го спречиме овој проблем понатака, многу едноставно решението, од кога било кој може да увезе нафта, нафтени деривати во државата, но тие деривати мора да завршат во неговиот склад. Ние кога определуваме цена за нафтени деривати, имаме едно мало парче кое што се нарекува трошок за складовите. И тие складови треба да се прогласат акцизни складови и тамо во ист момент да дојде и царинската управа согласно своите надлежности да провери, треба да дојде државна пазарна инспекција, од кога ќе ги исполнат сите критериуми, тоа гориво нека се пушти во промет. Многу едноставен проблемот. Ако некој не ќе да проверува квалитет, нека ни дадат надлежност, регулаторната комисија за енергетика ќе го прави тоа.
Вие под вас да биде искладирањето, односно да го проверите складот и материјата внатре, заедно со складот не можеме да го провериме, ама квалитетот ние складот го проверуваме врз основа на што ни дале едно министерство, друго министерство. Да, меѓутоа, во овој случај складот бил само на хартија. Меѓутоа, уште едно прашање. Во однос на ваквите влезови, декларирано е неакцизна стока, се работи за акцизна стока во одреден дел. Имавме и такви наводи. Во 83% од она што возник тој го внел во државата било всушност гориво, дизел, а тој го декларира како неакцизна стока. Значи, зошто не постои брана за ваквите внесувања во државата? Прво, за тие внесувања да се спречат, треба пред да влезе во промет, да си отиде во складот, тој да биде акцизен склад. Значи, тоа е клучното решение. Врз основа на затоа што имаме компании кои што инвестираат во тие складови, поголемите компании инвестираат во тие складови. Така. Значи, не може да се тие трошат, па и сега кога ќе дојде тој нафтен дериват, не може да се пушти во промет, тоа е многу едноставно. Ние имаме ли царински складишта и ни цела држава, што ја знам, за хулахопки кога се увезуваат, за паста се зема. И во царински склад се зима, проверка се прави, па ќе влезе во... И ова е исто со нафтата, многу едноставно. Ќе се однесе во складот ќе си провери тоа царина што интересира, ќе си провери државен пазарен инспекторат и завршена работа. Нема тука никаква филозофија. Не, очигледно дека досега никој не сакал ова да го направи. Меѓутоа, кога станува збор пак за контролата на тоа што се троши, вие сами во едно интервју кажавте дека во Македонија се троши 50 милиони литри екстра лесно гориво, 5 милиони се троши 5 милиони литри екстра лесно гориво, а всушност се влезени 55 милиони литри вакво гориво. До денеска се открили кај завршија? Ние го воочивме тој проблем и токму од оваа студио дадов предлог за да се спречи овој проблем што го имаме со екстра лесното гориво. А ние не знаеме, ние не можеме да знаеме кај завршува како регулаторна комисија за енергетика, но гледаме по податоците кои што ги добиваме дека има несоодветна голема количина за користење на екстра лесното гориво. И дадовме многу едноставен предлог. Ајде да ја направиме акцизата на екстра лесното иста со дизелот, за да немаат интерес тие што шпекулираат и што прават глупости, екстра лесното да го користат како дизел. Да, тоа и беше. Меѓутоа се открили што стана. И тоа се направи. Сега во овој момент имаме иста акциза за екстра лесно и за дизел. Откривте ли или имате ли сознание што со огромната количина од 50 милиони литри? Според тие информации кои што ги имаме, тие завршувале во некоја компанија која што реално за производствениот процес му треба екстра лесно, но тоа екстра лесно ќе земе малце во поголеми количини и потоа тоа екстра лесно ќе се користи и за камиончињата што ги има, и за сите транспортни средства кои што може да користи екстра лесното. Но, со воведувањето на овој концепт, изедначување на акцизата за екстра лесно со акцизата за дизел, тој проблем ќе престане, затоа што никој нема интерес да дава пари за неквалитетно гориво, кое што ќе наштети на неговото транспортно средство, а да не си користи дизел. Во однос на струјата едно прашање што е интересно во светот. Знаеме дека за да се копањето, така наречено на биткоин, ни троши струја. Дали како регулаторна комисија досега сте забележале дека некаде во Македонија се работи на еден таков бизнис, да се копаат биткоини, тоа овие што се разбираат нели во таа дејност, значи откривање на биткоини. Само ќе кажам дека пред некој ден беше оној ден кога своевремено еден човек потрошил многу биткоини за да си купи пица, ги ископал биткоините во време кога не знал пред 10 години колка е нивната вредност. Дали има таква појава кај нас? Значи, оно што го приметивме од последниот извештај за 2020 година е дека потрошувачката на електрична енергија ни е нешто нелогично повисока од вообичаеното. Во ред 2020 година беше година на пандемија, но и временските услови не беа баш такви да имаме зголемена потрошувачка заради греење и понатака почнавме со анализи и истражувања и контакти со електродистрибуција и има сознание дека
веќе има во голем број на домаќинства кои што ги користат овие кои што ги користат својата инфраструктура за овие машиниве за копање на биткоини. Исто така веќе започнува и одреден тренд на нивно диво приклучување по јавно осветлување и по одредени, што ја знам, места на потрошувачка кои што пред се однесуваат на јавна потрошувачка, почнуваат по хали да се градат. Имате ли локации, општини каде тоа се случува? Па сигурно се прави насекаде во државата, тоа треба и од електродистрибуција да го проанализираат и понатака да не известат и нас и заеднички да известиме јавноста, но на тоа треба да се обрне внимание поради тоа што ова копањето на биткоините е релативно потрошувачката е висока и не може таа да биде на товар на останатите граѓани. Практично на диво се вклучуваат за да копаат биткоини. Има и такви случаи кога се вклучуваат на диво и тоа е ние што ги откривме преку електродистрибуција. Верувам дека во наредниот период и електродистрибуција, која што е една компанија во рамките на Евана, ќе продолжи да го прави тоа. За крај, дали ќе биде покачена и цената на парното? И кога? Значи, парното ние вообичаено цената ја определуваме во текот на јули или во август. Она што радува е тоа што од 2018 година цената на тето за топлинска енергија, која што ја продава на регулираниот пазар за топлинска енергија, ја намаливме за 15% во однос на цената на топланите. Компаниите во рамките на БЕК не беа задоволни од тоа и заради нашите одлуки сега сме на суд, но веќе во две инстанции ги добивме, така да верувам дека ова што го направивме во 2018 ќе даде соодветен резултат како што даваше во претходните години и во наредниот период, имајќи во предвид дека производството на тето, што е когенеративна постројка и што е добро, бидејќи во најголем дел од земјите во светот производството на топлинска енергија преку когенеративни постројки е во вкупното учество на производство на топлинска енергија во 2020 е највисоко од кога постои тето, така да мислам дека тоа ќе има соодветно влијание, но да не се урочуваме. Колку би бил процентот, дали имате? Немаме процент, прво да видиме сега и предвидувањата за цената на природниот газ во наредниот период кој што треба да ни влезе во пресметките. И она што сега пак со тоа почнавме, кога ќе ја соопштите веста за колку ќе се покачи струјата? Значи ние вообичаено веста ја носиме во текот на јуни, а поради кризната состојба од минатата година, кога сите управни постапки беа пролонгирани, бевме принудени таа да донесеме во јули. Така и оваа година кризната состојба е се уште во сила и доколку остане во сила, тоа мислам одлуката важи некаде до 20 и некој јуни, доколку остане во сила и се продолжи, ќе ја донесеме во текот на јули. Регулаторната комисија за енергетика, како што кажав и многу пати до сега, се што може да направи и во рамките на своите надлежности е да не дозволи покачување на цената на електричната енергија, особено во делот каде што може да влие. Каде што не може да влие, треба компаниите кои што учествуваат во тој пазарен дел да поведат сметка и доколку се во можност тоа да го направат, да не предизвикуваат ценовни шокови. Дали до крајот на неделата може ќе дознаеме и колку ќе биде процент? До крајот на неделата јавноста, а и согласно нашиот правилник, ќе дознае колку побарале зголемување на својата цена или намалување во зависност од дејноста, МЕПСО колку побарал за пренос на електрична енергија и електродистрибуција за дистрибуција на електрична енергија, значи за тоа што е доставено кај нас барање за определување на мрежните тарифи. Јас ви благодарам на ова интервју и се надевам дека на граѓаните
нема да влие поразително некоја вест во однос на зголемено покачување на цената на струјата, тоа ќе повлече поскапување и во други производи. Благодарам што одговоривте на сите прашања поврзани со тоа, со начинот на кој што се всушност прави цената на струјата и како таа се зголемува, меѓутоа и на контролата, многу битно на контролата на мазутот, маслата и сето она што се внесува во земјата. Благодарам многу. И благодарам и на поканата и за можноста да објасниме на јавност. Благодарам за вниманието, останете на програмите на ТВ.